Во наредното 16-то коло на првата женска фудбалска лига можеше да донесе изненадување, откако Енерџијата Кочани беше блиско до изненадување барем до освои бод против фаворитот Каменица Саса на домашен терен, но во финишот Кочани прими гол за конечен 2-3 и триумф за рударките. Гостинскиот тим од македонска Каменица имаше предност со 0-2, а потоа домашниот тим намали на 1-2. Црвениот картон кај гостинскиот тим имаше влијание во текот на мечот. Во втори дел Кочани изравни на 2-2, а во финишот капетенот на Каменица Саса, искусната Ана Димитровска, погоди за конечни 2-3. Надпреворот меѓу Речици и Јасно Юнајтед заврши без победник, но и без погодици 0-0 за делба на бодовите, а пак шампионот Љуботен загуби во Струмица од Тиверија Брера со 2-1. Ваквиот пораз му овозможи на Скопје да стигне на плюс 5 бодови предност, откако успеа да го соволда Вардар на домашен терен со 3-1. Во Битола имаше најмногу голови, каде и Статов со 3-6 славеше над топ гол. Скопје е лидер со 45 бодови, втор е шампионот Љуботен со 40 бодови и двете екипи ќе водат борба за титулата. И Статов изби на третото место со 32 бодови, а пак со по 30 бодови Каменица Саса и Тиверија Брера го делат четвртото место. Екипата на Јунајтед е шеста со 27 бодови. Речици и Вардар го делат седмото место со по 11 бодови, а борба за опстанок ќе водат топ гол од Битола и Кочани кои имаат по 4 бодови.